Максимална 12 годишна затворска казна доби Стојанче Јовановски зашто ја загрозил сигурноста на сопругата и нанел телесни повреди и ја навел на самоубиство. Кривичниот суд во Скопје го осуди на 5 години за тепањето, 3 години за загрозување на сигурноста и уште 5 години затвор за наведување на самоубиство, но согласно законот за одмерување казни, изречена му е единствена казна затвор од 12 години. Јовановски мирно, без да се помрдне и изусти ниту збор, во празната судница во која немаше никој од неговото и семејството на сопругата, ја слушна пресудата. Обвинетиот Стојанче Јовановски од Скопје сторил кривично дело телесна повреда од член 130 став 2 ВВ со став 1 од КЗ, опишано во точка 1 од диспозитивот, кривично дело за загрозување на сигурноста од член 144 став 3 ВВ со став 2 ВВ со став 1 од КЗ, опишано во точката 2 од диспозитивот, и кривично дело наведување на самоубиство и помагање во самоубиство од член 128 став 4 од КЗ, опишано во точката 3 од диспозитивот. Обвинителката Адела Бојчевик и адвокатката на оштетените Неда Чаловска-Димовска се задоволни од одлуката на судот. Според нив, оваа осуда испраќа силна порака до јавноста дека семејното насилство во иднина нема да се толерира. Стојанче Јовановски, судот го огласи за виновен за сите 3 кривични дела кои му се ставаа на товар. Доби максимална казна за сите 3 кривични дела и му беше изречена единствена казна од 12 години затвор, бидејќи согласно закон единствената казна не може да биде збирот од казните за сите 3 кривични дела. Да, Ивана и Катја навистина нема да се вратат, меѓутоа навистина овој предмет е веќе една јасна порака дека семејсното насилство во оваа држава нема да се толерира. Според пресудата, на 2 март од 11 до 12,5 часот на повеќе локации обвинетиот со умисло вршил семено физичко насилство, ја нападнал својата сопруга Ивана, нанесувајќи и телесни повреди. Насилството продолжило и во периодот од 12:45 до 13:35 часот, кога упатувал сериозни закани по нејзиниот живот, предизвикувајќи кај неа силно чувство на страв, несигурност и вознемиреност. Заканите следувале откако заедно со сведокот Мартин Саздов заминале до училиштето Песталоци за да ја земат нивната ќерка Катија и се упателе кон својот дом. Во текот на судската постапка било утврдено дека обвинетиот последните 3 години на повеќе локации во Скопје и во нивниот дом континуирано се однесувал сурово, насилно и нечовечно кон оштетената, која била материјално зависна од него. Судот утврдил дека долготрајното психичко и физичко насилство кај оштетената предизвикало тешка психичка состојба, чувство на безизлезност и целосна емоционална исцрпеност. Како директна последица на таквата состојба, таа го одзела сопствениот живот, скокајќи од тераса заедно со нивната 6-годишна ќерка. Обвинетиот Јовановски ги негираше тврдењата дека ја поттикнувал или охрабрувал сопругата да се го одземе животот. Тој за виновен го посочи сведокот Мартин Саздов, обвинувајќи го дека и се заканувал на сега починатата Ивана. Случајот предизвика силни реакции во јавноста и повторно ја отвори дебатата за семејното насилство, ефикасноста на институционалната заштита и последиците од долгогодишното психичко и физичко малтретирање.